Ви благодарам и на вас. Наредна пријавена за збор е пратеничката Марија Петрушевска. Повелете, колешки. Ви благодарам, председателя. Интересно е никогаш во која насока се движи дебатата од страна на власта, чисто и само заради тоа што има цел да дефокусира за момент јавноста оно што е суштината денес. А суштината лежи во предлог амандманот. Односно, со овој предлог амандман ВМРО-ДПМН се обидува навистина и се бори за да спречиме понатака да расте цената на електричната енергија и да разбудиме владата во длабокиот сон во кој што е изминатите 6 години. Тешко е најверојатно да разберат колку е мачна состојбата надвор од удобните владини кабинети во кои што се сместија изминатите 6 години. И очигледно не се движат помеѓу народот, освен на партиски трибини каде што си се стануваат и ракоплескаат. Нема да го навистина да го коментирам тој момент затоа што никако не можам да го рационализирам, ниту пак е во мојот фокус. Сега, но очигледно е дека нема допир со реалноста и со она што се случува надвор од тие удобни владини кабинети и партиски седишта. А дека реалноста е прилично мачна и тешка, дека секој втор граѓанин во Република Македонија живее во сиромаштија, дека секој граѓанин во Република Македонија не е точно, колешки, ова ќе им го кажете на вашите сограѓани од Охрид, откако ќе испатувате 3 часа по автопатот кој што си уште не можете да го изградите 6 години. Ќе ве молам, ако сакате да коментирате, имате ништо да кажете, ќе излезете ова и ќе одржите прес во Охрид, па да видиме како граѓаните ќе ви кажат дека не е тешко во Македонија и дека нема сиромаштија. Евростат ви вели дека секој втор граѓанин во Македонија живее во сиромаштија, дека 120 денари едва и може да си одвојат за да си ги овозможат основните услови, тоа е леб и млеко, односно основните продукти, леб и млеко, дека Македонија е на врвот во индексот на мизерија. Меѓутоа, колешке, вие од Охрид кои што патувате 3,5 часа за да стигнете Скопје Охрид, ќе треба да одржите по автопатот кој што никако не можете ни камче да поместите, ни шајка да заковате, како што кажуваше партијникот Ѓорчев. Еве, велите дека во Македонија немаме сиромаштија. Излезете, еве, ако не сакате сама, јас ќе дојдам, ќе ви помогнам, заедно да се прешетаме, па да видиме што ќе ви кажат граѓаните и во Охрид, и во Струга, и во Дебар, и во Тетово, и во Гостивар, и во Битола. Дали во Македонија нема сиромаштија и како тие се трудат не секој месец, почитувани колеги, секој нареден ден да го преживеат во оваа држава со ова однародена власт. Македонија, како што кажав, е на највисокиот, на врвот е по индексот на мизерија. Меѓутоа, затоа граѓаните кои што додека ќе се борат како да го преживеат секој нареден ден, овој партискиот председател Беселимовски ќе си дозволува да си пие, замислете на председател на комисија за регулатор на енергетика или така како и да им звучи, тој ќе си пие по 80 евра на ден кафенце, ќе се троши, но граѓаните ќе мора да живеат со 120 динари на ден и ќе мораат покрај тоа што до сега ја плаќа оваа цена од 40%, сега уште дополнително заради тоа што владата го одбива амандманот на ВМРО-ДПМН за да немаме поскапување на електричната енергија. Единствени инвестиции во изминатиот период се инвестициите на, како се велеше овој директоров Ковачевски од Битола и оние инвестиции во Изгейт. Затоа ќе ве молам кога разговарате за било какви инвестиции или тоа што направила владата, не треба да ви каже ВМРО, не треба да ви каже Марија, доволно е само да ги прашате граѓаните, но не на партиски трибини, каде што ви ракоплескат по секоја цена. Ќе излезете на улица, ќе појдете во маркет. Сега многу интересно е, бидејќи од ваша страна апсолутно нема интерес и многу е јасно заради тоа што не верувам дека
владините функционери ја чувствуваат сиромаштијата во Македонија, очигледно и дел од пратениците. Меѓутоа, јас еве ќе се обидам да ви презентирам што велат бројките и тоа што се случува токму во Македонија. Значи, само за една година, од октомври минатата година во споредба со оваа година, инфлацијата пораснала за 20%. Загрижувачки е што прехрабрените производи, инфлацијата на прехрабрените производи се покачани за 30%. Најголемо поскапување има и тоа на основните производи, колеги, внимавајте. Имате во предвид како и оваа инфлација на основните производи ќе продолжи да расте во иднина заради тоа што одбивате амандман кој што треба да излезе во пресред на граѓаните. Имено, најголемо поскапување, внимавајте, има кај лебот. Во Македонија веќе е прашање не дали можете да си дозволите основни продукти. Колешка Лазаревска, ако имате никаква реплика, деловникот ви дава за право, ќе ве молам да излезете и да ги кажете вашето мислење. Во меѓувреме ќе ми дозволите јас да говорам по истото. Лебот е покачен за 47%. Млекото, јајцата и сирењето 40%, 40,7%. Маслото за јадење е поскапено на 40%. Месото 28%. Зашто, колеги? Заради тоа што потрошувачката кошничка, колеги, кој што ова не допира до вас, е поскапена за дури 51.000. 51.514%. Колку треба да не го разбирате, да не разбирате основната логика како поскапувањето на струјата дополнително ќе влијае и на поскапувањето на потрошувачката кошничка. Или апсолутно тоа не сакате да го разберете, заради тоа што најверојатно ова не допира до вас. Што вели последниот извештај на Светска банка? Дека граѓаните во Македонија ја плаќаат највисоката цена од економската криза во споредба со сите други земји во регионот. И тоа, Македонија има највисока стапка на инфлација во изминатите 25 години. Она што загрижува е дека овие проекции за инфлацијата и ќе продолжат да растат, а ризикот од стагфлација и тоа како е присутен. Ќе растат цените и тоа при една намалена економска активност. Односно, во септември, инфлацијата во Македонија, која што изнесувала 18,7%, внимавајте, во Србија е 14%, во Хрватска е 12,8%, во Босна и Херцеговина е 17,3%, во Црна Гора е 16%, во Словенија е 10%. Значи, граѓаните во Македонија плаќаат највисока цена од сета оваа економска криза, само заради тоа што имаме однародена влада, влада која што не е фокусирана на законски решенија кои што ќе го подобрат животот на граѓаните, влада која што е однародена и нема допир со реалноста, влада која што нема интерес да работи во интерес на граѓаните, на студентите, средношколците, социјално ранливите категории и така натака, стопанството, туку единствено е фокусирана само на тесно партиски и бизнес интереси. Бизнес релации кои што се блиски до оваа влада. И тоа е апсолутно поврзано и со индексот на корупција во Македонија. Македонија е високо коруптивна земја, заради тоа што корупцијата е во највисокиот врв и тоа буквално тесно поврзано со владините функционери на ова парламентарно мнозинство, односно Социјалдемократскиот сојуз. Мојот последен апел е до колегите од СДСМ, кои што велат дека во Македонија, замислете, нема сиромаштија, да се разбудат и да го прифатат амандманот на ВМРО ДПМН, заради тоа што се однесува на сите граѓани, е барем
со една мала мерка, со еден мал чекор, да се обидеме да ја спречиме и така веќе високата цена на електрична енергија. Ви благодарам.